еве сме, уште еден оброк на денот и многу сум среќна, таа вели ме боли глава, ама јас знам дека сега си ќе помине. Така, Сонја? Мене секој ден ме боли глава. Значи да ти кажам само, ако е според прогнозите и времето, тебе до 25 негде август ќе те боли глава. Да, многу добро знаеш и кога одевме на настани пред многу години надвор од Македонија, јас заспивав со пелена и со ракија. На вистина, бивме заедно во соба и знам како изгледа. Гени. И сега со толкава главоболка прв пат ќе готвам, односно ќе подготвувам салата. Така. Сонја Алексовска Неделковска, за оние кои што можеби не ја препозна, таа вели нешто супер изгледаш, Сонја. Да, со големи подочаци, нека ми простата се од главоболки. Така, кога сме кај готвењето, дома готвиш? Вака сега. Толку што јадеш, толку и си готвиш. Значи, некои се големи гурмани, сакаат многу, ја не сум тие луѓе. И од секога сум правила проблеми за јадење, односно, кога од малецка па до ден денес. Во кој контекст? Како мала, многу тешко сум можела мајка ми да ме нахрани и сватила дека ја јадам по комшики. Кога ќе ме однесе на гости, кај комшиките, ја јадам, тоа беше една прекрасна зграда со прекрасни луѓе во гостивар, со прекрасно, да. И мајка ми добила идеја како да јадам, бидејќи исто така по 3 жени се менувале месечно да ме чуваат, тоа што сум била многу немирна. Потоа на крај нашле една жена која до градинка ме чувала до забавиште и оттаму побегнав и така таа приказна е многу тешка. Ако ја раскажувам, односно била тешка за моите покојни родители, јас сега се смеам, среќа што Филип не е како мене. И мајка ми се договорила со комшиките, јас ќе направам јадење и ќе донесам Сонја. Да, како ваши, вие ќе понудите. И јас така на моменти се сеќавам, знам еднаш толку многу ја јадев сармата и реков на мајка ми, гледаш ли како комшиката, таа и таа знае да готви, а ти не знаеш да готви. Мајка ми, добро, мајка и така. Значи, тоа ми останало дома. Не може многу да јадам, ама на гости во кафани многу јадам, на вистина дали тоа од детството останало, не знам. Сега, бидејќи на гости, и денес јадеш на гости? И денес јадам на гости. Да, го знаеш вицот, значи, ти го кажуваат вицот? Не. Мези бе комшија не вечера. Да, не вечера, значи ја на гости и да, си јадам, што и да ми дадеш, јас јадам. Сега добро има некои работи, односно многу работи што не јадам, али ќе си каснам, ово ќе било што морам нешто да каснам. Во кафана исто така многу сакам да јадам и музика да ми свири, па маж ми така да ја вади од џебови пари и јас да лепам на музичари. Да. Веројатно гледа. Кога ќе одите во ресторан сега да го прашаме сега кога немам никогаш време кога до средно школа да работам и да готвам и се оти во многу тешко мислам многу учев во строга гимназија, значи зборам средна школка, да, имаше, меѓутоа јас се многу спортував, ги тренирав сите спортови. Од 6 години почнав гимнастика, паракомет, кошарка, без разлика на мојата висина, глумев, пев, во хор. И јадев по комши. Да, јадев по комши, и јас никогаш нема време, сега дојдов да студирам и нели ќе земете од дома јадење, ќе ви дадат пари. Ја мислам дека сите студенти имаат пари, меѓутоа тоа време беше драгсторот само беше отворен, кафани така и нешто. Сендвичи не може, се хране во студентска кујна, тоа јадеш во 2, во 4 веќе си гладен, без разлика што ќе ти дадат. И мајка ми вика, мајка, па ти направи себе, например, една кокошка, една каша, земи кокошката варија. Во студентски? Не во студентски, тогаш живеев во стан. Сите што живеевме во стан и се одевме во студентскиот дом. И јас ја зедов кокошката, се вареше, се распадна и не знаеш што да ја правам. Тогаш немаше мобил, ни мамо ми се распадна кокош, што да ја правам. Ја имам така една. Дојде цимерката. Да, имам убав ден со граф. Вика, што да ја правиме сега на кокошкава, ништо, ајде, некако и барем го изедовме местото, кашите, ништо. И познавајќи ги овие моменти, мои способности во кујна, кога се земавме со Огнан, првата кога се роди Филип живеевме во Гостивар, и кога наполни 1 година, јас веќе добив ангажман во Дневник, Огнан патуваше, работеше во телевизија, во МТВ и
го гледам седнат вака, буквално замислен на маса, само што почнав да живееме сами и викам, што ти е Огнен? Вика, се мислам сега, што ќе јадеме ние? Викам, како се мислиш? А тој научен, мајка му дома не работела, секога се. Ручек, вечера, ужинки. Викам, тоа е, викам, мистерија. Меѓутоа, талент е сигурно во прашање. Ја ќе се обидам да готвам, може би ме бива, може би не ме бива. Така. И секој ден на работа, колешките, што некој специјалитет, тука извештај на тефтерот од пресконференција, тука рецепт. И така ми беше тетратката пола рецепти. Поделена. И почнав да готвам и видовме дека ме бива. На вистина? На вистина. Ете. Сега. Не можеш па секогаш, нели? Па со новинарството нон-стоп си зафатен. Да. И едно време, многу различно се храниме со Огнен. Значи, за Филип, манџи, сето тоа, мајка ми ме научи перфектно. Знам да правам и се. Знам сега веќе и да месам и се. Меѓутоа, Огнен е обседнат со јадење. Кај нас? Прво прашање, што ќе јадеме утре? Да. Или, што ќе јадеме за викендот? Значи се гледа по неговиот хабитус дека е обседнат. И јас почнав да се нервирам, почнав во 5 дни или има новинарство, не знаеш ни ден и ноќ, почна тој да готви. И откри дека има голем талент. Па, тебе супер ти се погодило. Супер ми се погодило. Тоа не значи дека беше еден интересен момент, вика, Леле, пита ми се јаде. Вика, мислиш дека не знам? Кога сум земала, вака сум ги вртела како во пореченица, тој не можеше да свати. Ама тоа беше. Да му докажам дека можам еднаш. Викам, тоа е А можеш Огнен. да збориш и да готвиме? Сега, ова салата нема име. Нема има. Гостинска салата е. Гостинска салата. Мојата братучетка, бидејќи си прави експерименти Донка Топозовска Зографска, кај неја научив. Добро. Таа си прави разни специјалитети, салати, сама си измислува. Ја јадев еднаш, нели по гости јадам, цела ја изедов. Значи, кога јадам по гости, ќе изедам цела, ќе мора да направам втора. Гостинска салата. Прво го правите дресингот, односно една лажица мед, бидејќи ова сега помала количина. Ја зедов за поголема количина. Значи, за почеток ставаме лажица мед, го правиме дресингот. Тука си ставив балзам, меѓутоа крем балзамико и една лажица и 2 лажици маслинов зетин, екстра вирџин тој што е. Еве го. Ако е сега лута кисела или не знам како, тоа е поради малата количина. Добро. После ставаме ајсберг салата. Да земеме нож, да. Многу сакам салати. Да. Кој не сака салати? Сите сакаат Многу. Меѓутоа, за жал, интолерантна сум на лактоза и на глутен. Значи, ова не можеш да го јадеш? Ова можам да го јадам, меѓутоа не можам пршута да јадам. Треба да ја телешка рамстек. Рамстек пршута јадам. Исто и јас и мојот син. Ограничени сме. Не пијам, алергична сум на алкохол. Пусти Огнен да те бираше, немаше да те одбере ваква Сонја. Безглутенската исхрана, без лактоза и без шеќерна вистина е многу страшно. Прво е многу скапа. Добро, како се открива? Како откри дека си всушност алергична на Ние глутен? бевме кај постојано јас добивав алергии и на крај отидовме, прво проверив за лактоза. Потоа отидовме кај доктор Благица Костадинова и таа почна постепено да не лечи. Добро. И сега јадеме само месо јунешко и јагнешко и телешко. Многу е тешка подготовката на безглутенска храна е сега се што се фолира, што избегнува Огнен, што можеше да ми помогне, сега ми излезе душата. Нон-стоп месам, безглутенски лебови, кифли и многу. Сега, ајсберг салатата, не знам колку има метали и отрови, тоа ја купи во продавница, меѓутоа ова што го гледате, руколава е домашно производство. Домашно производство. Мојот браточет Ненан Мицкоски, кој одсем што е успешен на магистар електроинженер на своето работно место, одгледува зеленчук органски, од него го набавувам.
Исто така јајца од него набавувам. Мислам дека по органски јајца не сум видела. Ако ги видите неговите колкошки во раштак, живеат во кучички од дрво. Мислите дека има тросет двосет тамо и плюс уште им фали интернет. Значи, може ќе биде и тоа. многу се да. Може интернет ќе им клучи човекот што? Па повеќе ќе има органски јајца. Има разни јајца. Да, Сонја, имаме уште ние за гостинскава значи салата и за интересните приказни. Да повторам уште еднаш. Освен што новинарот треба да најде приказни што друг ќе му ги раскаже, многу ретко е во улога самиот да ги раскаже своите сопствени приказни. Јас постојано сум со приказни, значи само што ќе се појавам надвор се случува некоја приказна. Нешто интересно. А може да се случи да паднам па да пукнам ребра, како што се случи. Едноставно да се паднам, да. Добро. Меѓутоа сега ќе бидам повнимателна. А може да се смее затоа што веќе и јас самата се смеам. Едноставно, одите, паѓате го, кршите лактот, по 2 недели одите, паѓате ги пукате ребрата и така, тоа може да се случи. Ама знаеш како? Гледај сега, а тогаш кој готви? Огнен Неделковски се зна, или од кај Владче Софра, тој исто многу убаво си готви. Немам проблем со Огнен, значи, што и да му сготвиш јаде. Тоа ми е интерес, тоа ми е многу драго. Од почетокот ми даваше голема поддршка ми беше, што и да му дадеш нему. Леле, колку е убава жена, и веројатно и поради тоа станав готвачка. Да прашам додека готви нешто, запишува, никогаш и доаѓаат идеи во кога готвење? готви нешто, прво не смеш ни вода да се напиеш, да влезеш во кујната. Таков лош готвача? Да не се изгоре, бидејќи сме јас и син и многу темпераментни, ножо случајно нешто да не се случи, познавајќи мене колку пати во гипс сум била и така натака. Значи, кога тој готви, ние излегуваме. Многу е полевот. Дури сега почнав да си прави некои пити, не знам, јас не ги Значи можеме да го викнеме. Можете да го викнете слободно, Огнен Неделковски, да, и Гортје, што знае да готви. Супер. И мене ми е многу драго, затоа што... А како Сонја пак реагира на неговите? Прекрасно, се е прекрасно, само да сготви, да. Најинтересно е што тој кога ќе сготви мораш да јадеш. Мораш. Обично за викенд, сега готви само за викенд, пошто бидејќи сака, што ќе јадеме за викенд. И сега, да, и сега вика, ајде да јадете. Ама не ни се јаде. Како не ми се јаде? Толку се маче. Значи, ние го немаме неговиот апетит. И син ми секојаш вика, мамо, ма кажи му да не тера да јадеме. Кога ни се јаде? Само тоа му е многу голема мана. Во истиот момент мора да јадеш. Во истиот момент? Да, и одма да одговориш како е. Како е? Да, што ни чини? Прекрасно. Прекрасно. Супер. Добро е тоа? Добро. И што му е омилено јадење? На Огнен месо. Само месо. Го изненадив ми пред 2 недели. Земав едно свинско месо, една убава картина. Така добро му ја спремив, што одушевен беше. Ова во меѓувреме со паѓањата. Со паѓањата, да. Бидејќи лактот ми се опорави и ребрата ми се опоравија и викам ајде да го изненадам, многу заслужил. И леле жена, и само месо дај му и тој само месо ќе си јаде и само ќе ка леле колку сум среќен, колку сум задоволен. Значи љубовта преку стомакот доаѓа, баш е мојот сопруг таков, да. А кога пишува. На вистина и кога готви гледам дека има некои ливчиња пред него. Па тоа сакам да прашам дека отворен песните мислам дека и ден денеска не ги пишува на компјутер. Ги пишува на лист хартија. И ја не можам да се одвикнам од пишувањето прашање на лист хартија. Тие имаше премиери на мюзикал, имаше премиера Обвинителка, издаде 2 книги. Овој период му е многу плоден како драматург, бидејќи Огнен Неделковски го знам претажно како текстописец. Да, и драматург е по професија. По професија драматург и навистина сум среќна што овој период има многу работа и се докажува таму како тоа та нитка. Драматургијата му недостасуваше, има посетени представи и еве да се гордеам со мажо. Не само што готви, туку и професионално, ама нема да го кудам, зашто знае да биде и многу тешко. Уметниците се секогаш такви.
искрено, уметниците се исклучително посебни, Така е. тешки луѓе. Да. Јас Кога и ќе се други... сетам на Силвија Стојановска, на едно интервју по повод Ненад Стојановски, каков бил тој, нели, каков живот памети, паметам само една реченица што ми е останата во глава. Вика, иде само со една ситуација од животот наш, ќе ви кажам како изгледа животот со Ненад Стојановски. Толку беше се да се направи денеска, да не се остави ништо, нели, за утре и така натаму, што кога слушаше Коса со фен, тоа го слушаше со мислиш на сцена и нешто раскажува. Толку многу и во тоа се нешто додава. Огнен, да, многу интересен кога е со друштво и многу додава ја користи драматургијата и секаде интересен, меѓутоа дома воопшто не е смешен и еве да го поздравам. Значи, не го користи тоа, мислам, од денеска и тој смешани дома. секогаш вика, леле жено, да ми е устата како перото, ти ќе бидеш најсреќна, ама не може. Не може се да биде до крај идеално, така Сонја? Јас сега морам да кажам, во случај тие што ќе ја пробаат, може да се стават повеќе маслиново масло или да се стават балсамико. Добро, ние го потрошивме, ама има долу. Да, има доле, треба само да се измеша. Што ставивме? Значи за дресинг ставивме една лажица мед, една лажица балсамико крем, 2 лажици маслиново масло, ставивме ајсберг од топката, половина, ставивме рукола, шери домати, пршута свинска, околу 200 грама тука имаше и кашкавал исечен на ленти. Супер. Ова е таа салата, гостинска салата. Гостинска салата, викнете ја Сонја, таа ќе ја изеде цела. Да, ќе ја изедам цела и сте што е во врска со здрава храна присилно, ако морате, не дај Боже да се храните, да измешаме. Измешаме и можете да ми кажете како се, да ви кажам колку е тешко да живеете без лактоза, без глутен, без шеќер и без алкохол. Ле, ќе те викнеме никогаш и за тоа. И за таа тема, Сонја, ти благодарам и покрај главоболките и се, убаво беше, така? Да, прекрасно, ја добро благодарам на тимот тука. Многу интересни луѓе и позитивни, тоа е многу добро. Еве го Роберт Билбилов, го обожавам од дете и секогаш сум му давала поддршка и сега поддршка. Да, поддршка и верувам. Знаеш дека има ново нешто? Да, знам дека има ново нешто и Роберт Билбилов беше првиот што му даде поддршка на мојот син. Ете, така се спојуваат и се надевам дека Роберт сега ќе продолжи да го учи советува мојот син. Одлично, така е. Сонја, благодарам. Со среќа нека е проектот Роберт. Јас ги поздравам вашите, ги поздравам вашите гледачи. Им посакувам овој ден почна со лоша вест, да слушаат барем убави вести. Така е, да. Ете така, завршуваме така со овој оброк на денот, значи можете да направите една густинска салата и Сонја ќе ви го кажеме бројот на телефон на Сонја, можете да се викнете на густи, таа да ви ја изеде цела. Да.